Аналитичкиот портал Американски спектатор објави детална анализа за случувањата во Македонија, во која меѓу другото се вели Трамп и Тилерсон да обрнат сериозно внимание на Македонија, Сорос и УСАИД. Малата, но силна Македонија е глушец во споредба со големите лавови, но таа гласно рикна оваа година објавувајќи војна против Џорџ Сорос и неговите послушници во владата на Соединетите Американски држави, кои финансирале левичарска агенда со цел да се подели нацијата и донесе социјалистичко-муслиманска коалиција на власт. Американски спектатор наведува дека тоа бил еден вид манипулација на администрацијата на Барак Обама, која била толку рутинска што поминала незабележано во 2012 година, кога УСАИД во Скопје ја избрал Соросовата фондација Отворено општество за да управува со 2,5 милиони долари за, како што се вели, изградба на демократија, износ кој се зголемил на 4,8 милиони долари само 2 години подоцна. Фондацијата Отворено општество Македонија е партнер на УСАИД за регрутирање на кандидати за грантови за ангажман и поддршка на млади, концепт кој се појави 5 дена по инаугурацијата на Доналд Трамп. Тоа во некој дел е 5-годишен граѓански ангажман вреден 9,5 милиони долари, кој започна минатата година. Авторот на оваа анализа, Виктор Гајтан, понатаму пишува дека инспирирани од Трамповата револуција, десетици илјади македонци одржуваат мирни собири за национално единство, на кој еден од најчестите постери е црно-белиот не за Соросовата влада. Според Гајтан, конзервативните пратеници од Македонија имаат проблеми со наоѓање соговорници од администрацијата на Соединетите Американски држави кои ќе ги слушнат нивните проблеми, иако неколку од нив дошле во Вашингтон во текот на последните 3 недели за да го информираат секој кој ќе слуша. Гајтан наведува примери кога еден пратеник кој побарал да остане анонимен тврдел дека наместо да го поддржат напредокот на Македонија, финансираните програми од САД го предизвикале насилството и биле инспирација за политичката криза од 2015 година, како и за зајакнување на политичкиот ривал на ВМРО, СДСМ. Се надевав дека мојот нов пријател претерува. Контактирав неколку паметни и разумни, конзервативни аналитичари во Македонија и неколку во САД кои патуваат таму често. Сите се согласуваат. Не само што САД играла негативна, контрапродуктивна игра во Македонија, туку нашата надворешна политика ја дестабилизирала земјата и промовирала исламски екстремизам. Во продолжение на текстот на Американски спектатор детално се опишува политичката криза во Македонија од почетокот па до денес.